ден, почитувани гледачи. Следува 7-то издание од вашата омилена емисија Гарден клуб Градини. Класифицирањето градини во точно определени видови и стилови е многу тешка и неблагодарна работа, затоа што секоја градина е поинаква. Многу градини имаат различни елементи кои се неповрзани едни со други, а други градини не може да се вклопат во ниедна категорија, бидејќи обединуваат неколку стилови. Затоа, на секоја поделба треба да се гледа само како на многу општа определба. При создавањето нова градина или преобликувањето на постојната се јавуваат исти ситуации. Без оглед дали идејата е добиена од списанија, од книга или по посетата на друга градина или парк, основниот изглед може да ја одразува внатрешноста на куќата или ќе се развива врз основа на нејзиниот надворешен изглед и на непосредното обкружување. Зградата и нејзината локација многу ќе му значат на искусен планер на градини и ќе му помогнат во логичното решавање на многобројните детали на планот. Секоја градина треба да го одразува чувството на припадност на местото на кое се наоѓа. Градината обликувана во стил што отстапува од куќата или од својата непосредна околина нема хармонично да се вклопи без оглед на силната желба или на висината на средствата потрошени за неговото создавање. Развивањето и подобрувањето на обликот што го одразува карактерот на околината е исклучително важно за да се постигне похармоничен резултат, особено во случаи кога се посакува релаксирачки и смирен карактер на градинарскиот простор. Во кој било градинарски стил можат да се вградат варијации што ќе го одразуваат личниот интерес, карактерот и начинот на живот. Например, желбата или потребата за одгледување по големи количества мирудиски растенија ќе внесе нова димензија во обликувањето на градината. Тоа ќе се случи и ако сакате да остварите јасен визуелен ефект со употреба на одредени бои на цветовите или со густа маса листови што хармонично ќе се претопуваат со боите на куќата или со соседните растенија. Личните афинитети или начинот на која користите својата градина во одделни периоди од годината ќе им дава основен печат на тие барања. Например, желбата градината лете да изгледа декоративно произлегува од потребата или од намерата градинарскиот простор главно да служи за другарување на отворено. Спротивно, градината чија што основна намена е одмор и која бара минимално одржување треба да го задржи истиот изглед целата година. Можете да посакате и бегство од друштвото во осаменост. Па на тој начин градината ќе представува внимателно заселнет простор, каде што на мир ќе можете да ги одгледувате растенијата што ги сакате. Алојс Фонтани.
Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алоис фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Иако со краток век на траење, едногодишните растенија со обилни цветови со недели па и месеци ги украсуваат нашите градини и дворови. Нивното обилно цутење овозможува обликување на многобројни цветни облици кои подолго време ќе ја красат градината. Сите цветници или леи со едногодишни растенија даваат богатство на бои. Тие може да се групираат по бои или во групи по видови на цвеќе. Интересен изглед може да постигнеме така што ќе искористиме растенија што цутат во непрекината низа едни по други, а за одржување на определена комбинација на бои, треба да бидеме сигурни дека избраните растенија цутат во исто време. Токму во оваквите комбинации може да уживате доколку во вашата цветна градина се посадени разнобојните бегони. Најубава и најатрактивна меѓу многобројните видови цвеќе во нашите градини е бегонија тубер хибрида. Таа настанала со вкрстување на повеќе видови кои потекнуваат од Боливија и Перу.
се одгледува најчесто поради крупните и многу убави дупли цветови во повеќе бои: бели, црвени, розови, жолти, портокалови, како и разни нијанси на овие бои. Инаку, во зависност од видот, цветовите се со различни големини и облици, а листовите се големи, со неправилен облик и светло-зелена до темно-зелена боја. За ниски бегонии се сметаат оние кои достигнуваат висина од 20 до 30 см, а пречникот на цветовите е помеѓу 4 и 6 см. Средната бегонија е со висина од 25 до 30 см и пречник на цветови од 6 до 8 см, додека големата бегонија туберхибрида грандифлора достигнува висина од 40 до 60 см па и повеќе, а цветовите имаат пречник од 8 до 16 см. Освен овој вид, се одгледува и бегонија форма пендула, висечка бегонија, која е со поситни, но побројни цветови. На бегонијата најмногу ја одговара место заштитено од директно влијание на сонцето, но со многу светлина. Таа сака обилно полевање, но водата не смее да се задржува во садот. Раскошно цвета во текот на целото лето, па дури и во есен, ако се полева на секои 14 дена со минерално ѓубриво. Ако бегонијата се одгледува во затворен простор, се случува да и паѓаат листовите и цветовите. Причина за ваквата појава е недостаток на свеж воздух или недоволно светлина. Ова растение не сака преместување од едно на друго место. Не треба да се чува на јужната страна на балкон или прозорец, повеќе и одговара источната страна. При крајот на есента треба постепено да се намали полевањето на бегонијата, така што храната од листовите преминува во луковицата. Кога ќе почнат да жолтеат листовите, треба да се отсече горниот дел, а луковиците да се стават во картонска кутија наполнета со тресет и да се чуваат на темен простор на температура не пониска од 8 степени Целзиусови. На почетокот на февруари може да се посадат во сакси и да се одгледуваат во затворен простор до крајот на април, а потоа да се извадат на балкон, тераса или во двор. Бегонијата е само едно од многобројните видови растенија кои ни ги разубавуваат градините и терасите. А за да ја задржиме незината убавина и долготрајност, треба добро да се грижиме за неа, посебно во жешките летни денови. Бегонијата е само едно од многобројните видови растенија кои ни ги разобавуваат градините и терасите. А за да ја задржиме незината убавина и долготрајност, треба добро да се грижиме за неа, особено во жешките летни денови. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Постојат повеќе видови на декоративни плочи за поплочување. Какви се видови постојат и кој е начинот на нивното поставување, ќе видите во следните минути. Едни од најбараните стилови на плочи за поплочување се плочите со текстури. Текстурите на површините се движат од мазни до точкести текстури со засеци или со мостра на груб чакал. Исто така постојат и шестоаголни плочи. Таквите плочи се атрактивна алтернатива за правоаголните и четириаголните плочи. Половинките од плочите служат за изработка на рамни рабови. Потемнети плочи.
Ако сакате поприроден изглед, достапни ви се низа плочи за поплочување од потемнет камен. Спојувани плочи. Овие плочи се спојувани за да дадат посебна мостра или ефект. Оние со откинат агол може да се наредат така што меѓу нив да остане отвор за садење. Ако поплочувате пацио, определете линија која можете да ја користите како рамен рап и обезбедете мала косина за истекување на водата. Секогаш искосете го пациото од зградата. Ѕидот на куќата практично е главната линија од која можете да почнете да работите, но можете да оставите и мал процеп за садење меѓу ѕидот и поплочената површина. Површината на плочникот мора да биде минимум 15 см под слојот отпорен на влага. Со колец и со коноп означете го делот што треба да се поплочи. Изберете големина на локацијата која бара сечење на што помалку плочи. Ако плочите не треба да се спојуваат со вклопување на една во друга, оставете простор од 0,5 мм до 1 см за спојувањата со малтер. Плочите со димензии изразени во сантиметри обично се изработени за поплочување со потесни спојувања, отколку плочите со димензии изразени во инчи. Ако се колебате, побарајте совет од доставувачот. Исчистете го просторот и подгответе го долниот носечки слој од материјалот за пополнување. Ке ви бидат потребни дрвени држачи за растојание, широки околу 1 см, за поставување меѓу плочите за поплочување, за да остане простор за малтерот. Почнете да работите од еден агол, поставувајќи ред плочи во двете насоки со држачи за растојание меѓу нив, за да бидете сигурни дека димензиите се правилни. Во оваа фаза едноставно е да се направат адаптации. Со цидарска лажица поставете тенка лента од малтер по должината на секој рап, каде што плочата ќе биде поставена, за да направите малку помал простор отколку што е плочата. Ако плочата има 45 см или малку поголем пречник, направете крст од малтер во квадратот. Браздите на малтерот треба да бидат високи околу 3 до 5 см. Таквиот метод на квадрат и крст ги комбинира јачината и едноставноста на редењето на плочите. Ако поставувате плочи со различни големини или бои, нацртајте план на милиметарска хартија, за да го пресметате поединечно бројот на сите потребни плочи и додадете уште 5% поради можно кршење. Обидете се да определите димензии кои бројот на плочите што треба да се сечат го сведуваат на минимум. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
Во рубриката Нашите градини, екипата на Гарден клуб овој пат беше гостин во една градина во населбата Бутел. Наши домаќини беа Александар и Лилјана Здравески. Гостопримливите домаќини ни ги отворија портите на нивната прекрасна цветна градина, создадена од цветните врсти сардели сурфинии, импатијанс и трендафили. Градината се протега на површина од околу 500 квадратни метри и речиси секаде каде што е изводливо засадена е со цвеќе. Треба да напоменеме дека се работи за градина која се развива веќе 15 години. Во предниот лев дел на градината, до самата ограда, засадени се зимзелени растенија од родот на туи, кај нас попознати под името туја смарагд и добро познатата туја розенталис, кои веќе се големи садници и на некој начин тие представуваат ограда која е доволно развиена, но сепак транспарентна. Во предниот лев дел од градината формиран е густ алпинум од хоризонтални юниперуси, така наречени Old Gold боја, односно боја на старо злато. Покрај овие юниперуси во алпинумот се засадени и стрикти, потоа ниските врсти од родот Pinus mugo, потоа уште еден вид на туја, тоа е тујата Aurelus nana. Тука е прекрасната глаука коника, потоа Taxus baccata и листопадниот колоритен и се попопуларен црвен јапонски јавор. Кога зборуваме за предниот лев дел на градината, треба да напоменеме дека тука се наоѓа и терасата од куќата, која е речиси цела обложена со жардинјери и цвекиња. Предниот средишен дел од градината, каде што е навлезот на куќата, е слободен, бидејќи е тука главната циркулација на движење. Но затоа од неговата лева и десна страна, заедно со целиот дел, се поставени полно жардинјери засадени со прекрасни цвекиња. Десниот дел на градината е со многу убава требна површина. Тука се формирани веќе големи зимзелени дрва и тоа прекрасната пицеа, сребрена елка и големиот цедрус. Тука има и пониски растенија од типот на хоризонтални юниперуси, како и јапонски јавори. Во овој дел на градината, на тревната површина, поставено е мало детско катче со лулашка, лизгалка и други елементи. Чести гости во ова катче се внуците, малечкиот Ален и палавата прекрасна Антонија. Покрај детските елементи, тука се поставени и повеќе жардинјери со цвеќе, украсени и со постолја од ковано железо. Во овој десен дел од градината се направени и фурна со скара, како и малечка фонтана. Во сенките на овој дел од градината поставени се столчиња за седење. Позади столчињата, во задниот десен дел, е и боксот за кучето од расата Кане Корсо. Александар и Лилјана, покрај тоа што се големи љубители на цвеќето и зеленилото, тие се љубители и на животните. Па така, во нивната цветна градина, покрај многуте цвеќиња што се гледаат, може да се чуе и прекрасната песна на неколку канаринци кои ги одгледуваат. Интересно е и тоа што градината им е така направена да нивното куче е пуштено слободно да се движи преку целиот ден, а при тоа да не направи никаква штета во градината, што е навистина реткост. Задниот дел на градината позади куќата има требна површина, но и тука се поставени цветните жардинјери.
Од разговорот со господинот Александар дознавме дека неговата љубов за цвеќето ја наследил од неговата мајка, а голем дел од оваа пасија потекнува од таму што Александар далечната 1968 година воениот рок го служел во Словенија, поточно во пределите на големиот Триглав во местото Бовец, кое било со куќи кои едноставно кипеле од цвеќе. Па оттаму е и љубовта и идејата својот дом да го претвори во една прекрасна цветна градина. За крај ќе го кажеме и овој ексклузивитет. Верувале или не, ова е градина со повеќе од 1300 коренчиња сезонски цветен расад, кој се одгледува во добро припремена почва и се прихранува со соодветни препарати. Навистина, одржувањето на една ваква градина не е лесно, но желбата и љубовта за убаво уредениот простор на крајот победува. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови, изработка на алпинуми, уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани, македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во ова издание од емисијата. Се гледаме следната сабота.